Добро утро. Добро утро. Сакаш да појадуваме сега? Во ред? Тогаш да излеземе и да појадуваме некаде покрај морето. Што велиш? Мајка ми ме бара. Во ред. Јас ќе те чекам долу, ајде. Ало? Каде си ти, Нестрин? Мамо, не викај, смири се малку. Па Кирко, како да не викам каде си ти, брзо одговарај ми. Со Кирим сум. Во ред, ке те повикам подоцна. Мамо, што се случи? Што се случи? Несрин, каде е? Требаше да се сретне со Зејнеп, излезе. Слушај му. Знам дека на таа девојка ти кажува што да прави. Види, не се обидувај да ја принудиш Несрин да прави она што ти не можеш да го правиш. Нали сум јасен? Џунејд, немој ти мене да ме вознемируваш уште рано наутро. Хандан? Што правиш ти во ова време, не доаѓаш? И на тебе добро утро, Селда. Ај. Извини, така одеднаш кога те видов се изненадив. Не можев да спијам, па станав и дојдов тука. Добро си направила. Што се случи? Изгледаш вознемирено. Селда, ќе побарам нешто од тебе, ама не кажувај не. Телефонот ти беше исклучен, тето. Вчера Фарук ми се јави. Што рече? Рече дека повторно ќе се врати и дека повторно ќе ме однесе во душевна болница. Мислиш ли дека може да се врати? Тој долго време не може да се врати. Слушај ме мене, тето. Како и да е, дотогаш ти ќе управуваш со се. Целиот имот се разбира согласно со законот, полека ќе го вратам на твое име. Ти не грижи се. Сакам нова кола и шофер, Селим. Во ред, кажи каква сакаш ти. Избери ја ти, Селим. Има една спортска кола што Фарук многу ја сака и која многу ти се допаѓа. Земи ја и користи ја. Сега имам некого што морам да го посетам јас. Ке се видиме. Што ќе правиш со толку пари, Хандан? Селда, не ме прашувајте, молам. Само кажи ми дали ќе ми дадеш или нема. Како да не прашувам, Хандан? Ти од мене бараш 100.000 лири. Ти дали си во некоја неволја? Разбрав, нема да ми дадеш. Јас ќе побарам од некој друг. Жената што ја зема Ипек. Ти се заканува и бара пари? Не, Селда. Секако се покајав што ти побарав. Жената што ја зема Ипек живее во Паша Бахче. Од каде излезе сега ова? Тој адвокат ти дава безсмислени информации. Колку пати ти реков да не веруваш на никого за оваа работа, Селда? Адвокатот ни го рече. Сестра Нериман, кога беше при себе, ни ја даде адресата на жената што ја зема Ипек. Кажуваш Ипек. Адресата е погрешна, што ми ја нема Ипек тука. Кирим? Не сакам да ни го расипам задоволството, ама тоа што не отиде дома ноќеска може да биде проблем. Нема да биде. Не се грижи ти. Што ти е? Па што ќе биде со нашата ситуација? Не знам. Како и да е, беше глупаво прашање, остави. Несрин.
Види, јас во животот прв пат направив ваква работа, да знаеш. Се обидував да се оддалечам од тебе, ама за жал не можев да го направам тоа. Освен тоа, ти си муќерка. Керим, те молам не кажувај повеќе ништо. Мислиш дека не ги знам сите овие работи? На почетокот секогаш погрешно го разбирав тоа што се оддалечуваш од мене. Ама потоа видов дека ти се бориш со себе и не ти е сеедно. Те молам не си прави вака повеќе. Престани да се обвинуваш себе си, може ли? Нити ги давам парите, Хандан. Ке ти биде многу жал. Многу. Станувај! Што се случува? Кој е таа Хандан? Никој. Не лажи! Жената се јави среде ног. Рече треба да разговарам за Ипек. Кога свати дека јас го кренав телефонот, веднаш го исклучи. Реков никој не е. Те прашав кој е таа Хандан? Кој е таа Хандан, Мори? Никој не е, остави ме. Како никоја не? Кој е таа, те прашувам? Господ да те казни, остави ме. Зборувај кој е таа Хандан, ќе те убијам. Хандан, Ти го кажа она што сакаше да го кажеш, Селда. Хандан, Хандан. Како никоја не? Никој не е, остави ме. Не можам повеќе да те трпам со лагиве. Како не е никоја? Бе, Господ да те казни, остави ме веќе. Престани да ме лажеш веќе. Дали пасам треба јас? Остави ме веќе. Остави ме веќе, ти велам, остави ме. Хазим? Остави ја мајка ми. Зехра? Ти мене ме следеше ли? Нели ме препозна Хандан? Селда, јас дојдов да те видам. Се разбира, многу долго време помина. Нема да ме примиш внатре? И? Што е тоа, ќе ме плачиш со ножот ли? Еднаш те избодев, повторно ќе го направам. Ипек, внимавај. Ова работа не е завршена ише. Ќе разговараме пак. Ипек, те молам,
Немој ова да го направиш, те молам. Тетка, каде е мајка ме? Има гостин. Јас излегувам, кажи и на мајка ти. Во ред. Кој ли дојде? Откако ме прими толку лесно внатре, очигледно е дека семејството не ги знае вистините за твоето семејство. Зошто ме најде после толку долго време? Се омажив за Фарук. И многу долго сме во брак. Знам дека во последно време често се гледате со Фарук. Затоа ја знам и адресата. Дали ти беше таа Зехра? Да, јас бев таа Зехра. Тоа не го знаев. Па од каде ќе знаеш? После тоа што го направи мајка ти, избегавте од населбата. Нема кој не знае дека сопругата на Фарук има психолошки проблеми. И затоа не излегува во јавност, сите знаеме. А дали јавноста и твоето семејство знаат за твоето минато со Фарук? Дали знаат колку бесрамна жена беше мајка ти? Дека го заведе сопругот на друга жена и избега со него? Заради вас нашето семејство се распадна на парчиња. Ниту Хандан, ниту јас немаме од што да се срамиме. По толку време доаѓаш овде и зашто ме обвинуваш? Сакав да кажам дека ти си најмалку колку и мајка ти одговорна за бесрамностите што ги направи. Дојде во мојата куќа за да ме навредуваш, Зехра. Мислиш дека единствен виновник е мајка ми. Ама не е така како што мислиш ти. Ниту Хандан, ниту мене не можеш да не правиш одговорни за она што го направи мајка ми. Мислиш дека овие случувања беа лесни за нас? Дали некогаш после тој ден имаше вести од мајка ти, Селда? Имаш ли некакво знаење каде е таа? Па се разбира од каде ќе знаеш. Мајка ти беше толку бесрамна жена што татко ми со неа можеше да издржи само 6 месеци. Потоа бараше да се врати дома. Се разбира, мајка ми се самоуби ден од кога татко ми не напушти нас. Па немаа шанса да бидат заедно. Дали мајка ти се врати, Селда? Веднаш излегувај од мојата куќа и никогаш повеќе не се враќај. Оди. Дали баба ми е жива? Нема да го оставам минатото, Селда. Затоа ќе изгубиш се, вклучувајќи го и твоето семејство.
од каде се појави сега ова? Повели Хандан. Си замина ли жената? Замина. И јас доаѓам кај тебе. Ајде ке се видиме. Ај, ме исплаши Туба, душо. Прости, мамичке. Што се случи? Тета рече дека имаш гостин. Да, имав замина. И сега треба да излезам. Кој беше? Не ја познаваш една пријателка. Тетка ти ме чека одам. Мамо, тета беше многу нервозна, излезе. И ти сега мене сакаш да ми испрашуваш, Туба? Што крие мама? Каде отидоа сите? Селда, Треба да одам кај Хандан, мамо. Веднаш ке се вратам. во ред. Туба, што се случува, Господе Боже? Ништо не се случува, баба? Ти некаде одиш? Ми дојде пријателката од Антеп. Пред 2 дена и се роди внуче, одам да ја видам. И за мене ќе биде промена. Во ред, бабичка. Ајде, јас отидов. Треба да дознам која е таа жена. Зошто дојде? Здраво, Синан, синко. Здраво, теткајше. Ајде, дојди. Синан требаше да си оди, мамо. Дојде да ми каже нешто. Ако е така. Жалам за оно што се случи вчера. Ама кога ќе размислам што ти направи тој човек, Синан, тоа што го видов вчера беше страшно. Ти беше бесен, Синан. знаеш дека не сум таков, Ипек. Ама кога се работи за тебе не можам да се контролирам. Она што ти го прави Хазим на тебе и мајка ти не може да се прости. Јас само се обидувам да те заштитам. Оди си од тука и повеќе не доаѓај. И ако дознае твоето семејство, Никој не може да ми забрани да дојдам тука и да те видам, Ипек. Освен тоа, знам дека имаш чувства кон мене. немам никакви чувства кон тебе, Синан. Зошто лажиш, Ипек? Вчера кога те бакнав, Што ако ме бакна вчера?
Мислиш дека затоа што ме бакна ќе ти скокнам во преградка? Дури и да има нешто такво, мајка ти не би дозволила да поминам низ вратата. Синан, може би имам 18 години, ама имам доволно памет да не се фаќам на празни соништа. Сега оди и повеќе не се враќај. Ќерко, што се случи? Ништо, мамо. Ајде по јадокот. Дојди, Несрин, дојди, ќе ти покажам јас тебе. Од кога дојде не се одделуваш од вратата. Што има, Господе Боже? Треба да одам дома, имам работа. Горниот кат. Еј. На кого зборувам? Како ли да Миријам имаше многу трпение со овие? Што току дојдов дома? Да те повикам подоцна, може ли? Што има? Гледаш каде одам? Дојди, мамо, ти дојди. Остави ме! Влези внатре, ајде. Пушти ме! Вчера цела ноќ не беше дома, така? Што зборуваш? Што правиш? Пушти ме! Каде беше, зборувај? Отидов кај гробот на татко ми. Долго време не можев да одам. Оттаму излегов и поминав кај Зејне. Потоа дојдов дома. Наутро отиде на гробиштата, така ли? Да, каде друго можам да одам? Слушај, мамо, ти мислиш дека глупав сум јас, бе, што ти е проблемот? Џунејт, остави ме. Што друго можам да правам? Освен тоа ти не беше вака љубоморен, што ти се случи? Влези. Добро утро, Керим. Ми кажаа дека си дошол рано па да се напиевме кафе. Добро утро, Хасан, седни повели. Ќе пиеме, се разбира, како ќе го пиеш кафето? Средно ако може. Ало? Ќерко, направи 2 кафиња, едно средно и едно без шеќер. Ако некој што излегува од дома видеше како се однесуваш, Не можев да се контролирам веќе, навистина. гледај, Џунејт. Ако продолжиш така да се однесуваш кон мене, Што тогаш бе, Несрин, а? ќе се оддалечам и ќе се оладам, да знаеш. Ништо не може да го спречи тоа. Ни љубовта, ни ништо друго. Ќе останеш како некој што ме малтретира и ми се заканува. Ти криеш нешто од мене, ама ќе видиме, ќе дознам што е. Мамо? Дојди тука. Мамо! Дојди. Влези внатре. Со Керим спиеше, така? Спиеше, така? Спиеше, така? Така? Спиеше ли? Мамо, доста. Доста. На прва прилика се остави на него, а? Што мислеше ти? Дали ќе оставиш жената и тебе ќе те земе? Срам да ти е, безсрамнице. Мамо, те молам, не викај, те молам. Слушай ме ти. Дали си ти глупава, ма? И уште паметна ми се прави тука. Му даде се што сакаше. Нема ни да сака да дојде кај тебе. Како можеш ова да го направиш? Како можеш да му го дадеш тоа што го сака, Несрин? Како си толку... Мамо! Не ме допирај. Керим нема да направи такво нешто. Нема.
како да немам доволно грижи, па сега уште и лудата Зехра се појави. Зошто не ми кажа дека си се сретнала со Зехра? Бога ми, јас немав поима која е таа. Буквално ме истера од фризерскиот салон. Селда, жената не може да го заборави минатото. Се уште е под влијание од тоа што татко ја напушти и таа полудела. Ми раскажа дека по некој време татко и мајка ни се развеле. Татко и се вратил, ама мајка ни не. Очигледно од срам. Уште да се вратеше. Таа не напушти без да се сврти наазад и отиде. Со години се боревме за да преживееме ние. Ме чуваше и ден и ноќ, освен тоа, одеше и на универзитет. Знам, Хандан. Селда, ние поминавме низ многу тешки денови со тебе. Ете, за да не ти се расипе бракот и со Керим ти помогнав и со децата јас. Не сакам да се вратиме во времењата кога мајка ни не напушти. Затоа толку сум лута на тебе за работата со Ипек. Не разбирам зошто се појави. Не разбирам од каде сега, после толку години се појави оваа жена. Омажена е за Фарук. Си одговараат еден со друг. Значи Фарук ја контролирал. Кога избега во странство се појави жената. Веројатно. Имам чувство дека таа повторно ќе се појавува пред нас. Ако Керим дознае за овие работи. Ах, Селда, воопшто не те разбирам. Се плашиш ли од Зехра, ама без страв знаеш да одиш по керката, така ли? Се восхитувам како секогаш се враќаш на таа тема. А освен тоа, темата за парите уште не е затворена. Да, господине Керим. Джунейд, денес немам работа со тебе, може да земеш слободен ден. Во ред, господине Керим, благодарам. Мамо? Сине, овој човек прати порака, вели за 2 часа донесете ги парите. Во ред, веднаш доаѓам, мамо. Што ли прави Ипек? Несрекната девојка ја избрка од сопствениот дом. Повелете госпогица Туба? Емине, денеска мајка ми дојде една гостинка. Знаеш која беше? Не, госпогица Туба, јас дури не знам дека некој бил. Во ред. Како може да крие такво нешто мајка ми? Ало, Джим? Ало, добар ден, Туба. Здраво. Како си? Добро сум, Джим, ти како си? Добро, што да биде. Денес, јас почнав со работа. Многу се радувам. Каде почна? Во една такси компанија. Се разбира, тоа тебе не те интересира, но сакав јас да споделам со тебе. Не зборувай глупости, Джим, навистина многу се радувам. Јас се извинувам, Туба. Навистина не треба да те повикувам, само еднаш или 2 пати се видовме, така да извини. Чао. Погрешно разбра.
Знај си ја границата. Се виде еднаш, два пати одма. Кога ќе ти заврши работата за да се сретнеме? За 2 часа ми завршува работното време. Што е? Изгледа си нашол некоја девојка. Дај го телефонот, ајде оди гледај си работа, не ме замарај. Види ги гестовите. Во последно време се шеташ наоколу со крената опашка. Не се крена ништо кај мене, Акив. А? Ти си ми некако малку како загрижен. А? Да не се плашиш од Џунејд ако дознае што и правиш на Несрин? Кога Џунејд ќе дознае дека сакаш да ми ја продадеш сестрата ти за пари, што ќе ти направи? А? Ало? Има ли нешто ново? Женава беше дома, потоа се пресели во куќата на брати. Никаде не оди оваа жена, само незиниот брат дојде во населбата и праша за Джем. Ај Боже, зошто оваа жена сега дојде во населбата? Како и да е, врши работа. Седни, Селим. Што има во тоа? Фотографии од ќерката на Селда. Јас ја видов фотографијата на ова девојче во таа куќа. Стоеше на масата во работната канцеларија. Таа била слугинка таму. Пред известно време си заминала од таму, ама не знам зошто. Дали Селда ја принудила ќерка си да работи како слугинка? Ако знаеше за тоа, немаше да ме ангажира. Ама јасно е дека Хандан знае за се. Таа ја познава жената. Адресата? Сите информации се овде, тето. Во тој случај, и синот на Селда е син на таа жена. Види ти, каква судбина. Селда не знаеки ја прими ќерката дома, а ќерката работеше како слугинка на сопствено семејство. Што мислиш дека ќе направи ова девојче кога ќе дознае вистината од некој што не го знае таа? Тогаш ќе го прифати семејството. Ако девојчето немаше карактер на оваа возраст, не би работела како слугинка за пари. Девојчето има очув. Тој е без работа. Жената што ја смета за мајка, таа работи за дневница. На каков живот ја осудила Селда ќерка си? Да видиме што ќе се случи кога ќе излезе вистината на виделина. Селда ја чекаат многу убави денови. Кога ќе го направиш тоа што го планираш, јас ќе разговарам со Селда. Адресата ти е напишана во пликот, ето. Сигурен си? Повеќе не можам да ги потиснувам чувствата. Значи, многу сум вознемирен што се случи во куќата на Али, искрен да бидам, ама некако... Луѓе сме, Керим. Понекогаш не можеме да го спречиме оно што ќе се случи. Се чувствувам многу лошо, Хасан. Ама кога ја гледам Несрин како буквално светот да запира одеднаш, влегувам во некаква состојба каде што ништо не ми е важно на светот. Например, сега толку многу сакам да ја видам што се би дал.
На вистина, не се смеј. Тогаш оди и види ја. Како и да е, треба да одиш дома. Гледај се уште си со вчерашната облека. И сега кога ќе отидам дома, не знам како ќе можам да ја погледнам Селда во очи или пак децата. А од друга страна, сакам што поскоро да одам и Несрин да ја видам. Гледај, пријателе, никого не си оставено на половина. И децата пораснаа. А ако сакаш да бидеш со ова девојче, нема да и направиш на жената вак. Во последниве години не те видов толку среќен и спокоен како сега. Хасан, кога сум крај неа, буквално чувствувам дека дишам повторно во животот. Ама се разбира, од друга страна не можам да ризикувам семејството да го растурам. Надвор ли излегуваш? Имам малку работа, веднаш се враќам. Хазим во овие часови не доаѓа. И јас ќе излезам тогаш. Каде? Ќе си барам работа. Не можам цел ден да седам заклучена. И нема да се пријавам на универзитет. Тоа ќе биде само губење време за мене. Не може така. Ќе се пријавиш на испитот. Јас ќе работам и ден и ноќ само за да учиш. Види, Керко, ќе најдеме начин да се ослободиме од Хазим. Во ред ли убава, Керко? Ти заклучи ја вратата, никому не отварај. Добро ли? Вети ми, душо. И надвор нема да излегуваш. Сите овие неволи се поради Несрин. Сине, а да побараш од газдата? Абе, мамо, што туку почнав да работам? Како ќе одам и ќе побарам толку пари од човекот? Не те разбирам и тебе. Јас ќе одам и ќе поразговарам со човекот, ќе му побарам уште малку време. Не може. Човекот е многу опасен, ако ти направи ништо што ќе правам јас без сине. Абе, мамо, ништо нема да се случи, не се грижи, во ред. Ќе одам и ќе поразговарам со човекот, ако каже не, тогаш ништо не можеме да направиме. Ти ќе одиш кај баба, а јас еден период нема да се појавувам овде, па ќе видиме, потоа ќе се снајдеме некако. Добро. Во ред? Јас ќе најдам решение, мамо, не се грижи ти. Најде, се гледаме. Се гледаме. И ова е готово. Ало? Мамо, Тргни се од овде, Несрин. мамо, те молам малку да се смириш, не прави вака. Дали вака ми вети? Од кога дојдовме тука, мамо, гледај, ќе те направам да живееш многу удобно, гледај, ќе видиш се зафати со куп ветување, дали ова беа ветувањата што ги даваше, ова ли беше кога велеше дека ќе ме направиш да живеам како кралица Несрина, да станеш любовница на господин Керим, срам да ти е. Мамо, те молам малку да се смириш, те молам. Извини, мала господјо, јас не можам да бидам толку смирена како тебе. Глупава. Да ти помогнам малку. Не треба. Не знам да даеше. Ако знаев, јас би јавила на Ипек. Ако дојдам да разговарам, ќе вратат ли Ипек на работа? Таа работа е многу тешка. Ништо. Јас сепак ќе дојдам да разговараме. Во ред, ама прво ние да разговараме. Каква е оваа ситуација? Ова девојче има право на толкаво богатство, ама буквално остана на средина.
Има ли некој? Јас доаѓав кај тебе, да пиеме кафе. Не ја затвори в канцеларијата, да ја затворам и доаѓам. Тогаш да ги нарачам кафињата. Нечесен еден. На колку луѓе им го имаш упропастено животот? Господ да те казни, бе. Да видиме од кого и што ќе земаш сега. Цела населба се ослободи од овој нечесен. Види кај ја носам. Таква богата девојка за вакво место. Стој да видам. Да не се посрамотам јас пред девојката. Со овие пари каде на друго место ќе ја однесеш? Аве, Джемов. Здраво. Здраво, добре дојде. Седни си. И што ќе пиеш? Може еден чај? Се разбира. Пријателе, еден чај за господјата те молам. Фала ти многу. Джим, имаше недоразбирање. Ти погрешно ме разбра. Аха. Извини вака мене, кога ќе ми текне правам вакви работи. Многу сакам да разговарам со тебе, Джим. Ти си единствениот со кого можам слободно да разговарам. Тоа го разбрав и на нашата последна средба. Убаво ми е да разговарам со тебе. Не си нешто многу расположена, така? Гласот ти беше чуден. Се случуваат чудни работи, Джим. Почнав да се чувствам како да не го познавам семејството. Господе Боже, што е? Денес дознав некој за кого мислев дека е мртов, всушност дека е жив. Нема шанси.
Изгледа некој дојде. Ти остани, јас ке погледнам. Добре дојде. Добро те најдов. Здраво. И јас ке погледнам во горните соби.